работи господине Спасовски, почитуван заменик министер, почитувани представници на оддел за специјални полициски операции, почитуван директоре Соколовски, драги деца, драги домаќини. Навистина ми представува задоволство што денес ова предвидна ќе се дружиме заедно со децата од малите групни домови и со представниците од специјалните полициски единици. Затоа што на крајот на годината, како што кажа министерот, го заокружуваме процесот на оваа тешка 2020 година, кога се соочувавме со најголемиот здравствени и економски предизвик, меѓутоа и јас би рекла и социјален предизвик, со кој што како држава сериозно преземавме мерки да се справиме на најбезболен начин, да ја премостиме оваа криза. Задоволството е особено големо и сакам тука да изразам благодарноста до министерот Спасовски, до представниците од Министерството за внатрешни работи и специјалните единици што издвоија како хуман гест дел од собствените буџети за да им подарат на децата од малите групни домови. Тоа е човечката димензија на која сите стремиме. Сите како граѓани треба да ја градиме довербата во институциите. Министерството за внатрешни работи представува сервис на граѓаните, кој што е прв на браникот кога треба да ги заштити сите граѓани. Од друга страна, јас пак како представник на Министерството за труд и социјална политика сакам да го изразам задоволството за политиките кои што ова министерство ги спроведува во процесот на деинституционализација и во владењето на штитениците од тие гломазни сиви институции во кои што беа сместувани со години. Малите групни домови представуваат половина од нашата успешна приказна. Велам половина, затоа што сите деца до 18 години се извадени од институциите и се сместени во мали групни домови, каде што живеат во услови кои што се најблиски до условите во едно семејство. Во малите групни домови сите вие, драги деца, се дружите, растете заедно, воспитуваат вашите воспитувачи кои што се грижат 24 часа за вас, за вашето здравје, особено во услови на пандемија со која ни вие не бевте поштедени како и сите граѓани од оваа држава. Меѓутоа, се учите на вистинските семејни вредности, на почитување, на работна навика, на се што представува предуслов за изградба на еден млад граѓанин кој што ќе ја гради иднината на оваа држава. И на крајот ќе кажам уште две реченици. Министерот говореше подолго. Хуманоста не познава граници. Хуманоста не препознава професија. Хуманоста не препознава период на годината. Ние секој ден треба да бидеме хумани со своето однесување да им помагаме на луѓето. Не само во облик на дарување на подароци, меѓутоа во однос на поддршка на сите што се моќни, ранливи, немоќни, дури и на сите луѓе на кои што таа помош им е неопходна. Јас би сакала оваа година да остане зад нас со сето лошо што го донесе. Да ги почитувате мерките, да носите заштитна маска, да чувате дистанца, често миење на рацете, затоа што тоа е единствениот предуслов здрави, живи, да влеземе во следната година и да ја премостиме оваа криза. На вас, почитувани деца, ќе ви порачам. Сите имате право на живот. И кога ние растевме, вели, ако желба да се сподели со некој, нема да се оствари. Бидете здрави, бидете умни, растете, учете, бидете влюбени и се најубаво во престојната година. А на министерот, особено благодарност за хуманиот гест и за овие подароци кои што веќе Министерството за внатрешни работи и претвара во традиција, која што верувам и идната година ќе биде понатаму повторена. Ви благодарам и се најубаво.